Фудбалската репрезентација на Македонија ремизираше против Летонија без голови играјќи 0-0 на националната арена Тодор Проевски во Скопје во последниот меч на нашата репрезентација на домашен терен за 2025 година. Овој меч беше од пријателски карактер и всушност беше последниот за изборниците на селекторот Благоје Милевски пред клучен меч во вторник против Велс во Кардиф во квалификациите за светското првенство. Во првото полувреме нашата репрезентација имаше неколку полушанси, генерално дисциплинирана игра од страна на македонските репрезентативци. Најголемата шанса за гол имаше Тихомир Костадинов, а пак Столе Деметриевски онново беше на висината на задачата на својот гол. Досадно време без атрактивен фудбал, како во Грч, можеби ги чуваме силите за клучниот меч со Велс, но за Летонија ова е прв пат да остане поразена со Македонија, откако нашата репрезентација имаше 5 победи во низа во меѓусебните дуели. По надпреворот на пресконференцијата, селекторот на македонската репрезентација Благоје Милевски истакна дека е задоволен од сите фудбалери и дека ја оправдале довербата, но вели дека условите за игра треба да бидат подобри. Се што си поставивме како цел за овој надпревар освен победата беше исполнето. Сакав да видам како ќе изгледа екипата во нова формација, со нови тактички задачи и во ситуации во кои досега не сме работеле. Од таа перспектива сум навистина задоволен. Жал ми е што условите за игра не беа подобри. Се надевам дека наскоро ќе се направа напори да играме на поквалитетен терен, за да бидеме поефикасни во завршницата. Во тие последни моменти, во третата фаза од нападот, кога противникот е поставен во густ блок, потребно е прецизно завршно додавање, а денес против Летонија тоа го немавме и покрај тоа создадовме неколку шанси, но не успеавме да ги реализираме. Честитки за двата тима, и за Македонија и за Летонија. Задоволен сум. Сите фудбалери без разлика дали се стандардни или влегуваат од клупа, ја оправдаа довербата. Тоа ми дава сигурност дека можам да сметам на секој од нив, изјави селекторот Благоје Милевски. Следен е клучен предизвик за Македонија ќе биде гостувањето кај Велс во Кардиф, во обид нашите репрезентативци да триумфираат и да го осигурат второто место во баражот за Мундијалот. Инаку, Македонија сигурно ќе има место во баражот за Мундијалот преку Лига на нации, но тој пат ќе биде потежок. Истекот на договорот на Милевски како селектор на македонската репрезентација е при крај, па се отвора прашањето дали истиот ќе ја продолжи војнина да ја води Македонија или пак нов селектор ќе ја води нашата репрезентација во баражот за светското првенство.